тоа. Тоа што универзитетската управа, а и за тоа морам да кажам дека универзитетскиот сенат и универзитетската управа во голем расчекор се. Сега ми доаѓаат многу идеи кои што треба да ги кажам. Универзитетскиот сенат донесува препораки и заклучоци со кои што вели организацијата на наставата на педагошки факултет тече се во ред. Се е окей, мислам, нема никакви проблеми, освен тоа што студентите албанци не се на настава, да се вратат на настава. Тоа беше тоа. Малку после тоа, известно време, универзитетската управа, нели, после на закана за укинување на факултетов, донесе одлука во која што, нели, ако не се исполнат барањата од одлуката, ние ќе бидеме тие кои што ќе побараме затварање на педагошкиот факултет. Па нели месец пред тоа универзитетскиот сенат донесе препораки и заклучоци во кои што пишуваше дека организацијата на наставата е во ред. Каде е тој расчекор? Истото тоа сега се случува во педагошкиот факултет во Штип. Сенатот вели промена на деканот и продеканите затоа што луѓето се со 7-1 степен, што го нема никаде тоа. Муабетот ми беше дека ако за студентите албанци нема кадар, нема, нели, кадар кој што е соодветен според законот за насочено образование, за студентите македонци го има тој кадар. Зашто ние заради статусот на затекнатите наставници да трпиме квалитетна настава? Ние да речеме, моментално на факултетот слушаме 3 предмети ке професори со 7-1 степен. Тоа се основи на музичка култура со методика, тоа се методика на воспитно-образовна работа по ЗП и тоа е ова е веќе голем апсурд, последното што ќе го кажам, методика на настава по ОТП. Тој предмет со 7-1 степен тоа кој нема магистратура и докторат. Да, точно. А ние би требало да стекнеме нели 7-1 степен. Да. Тоа е не, мислам, навистина невидено човек со 7-1 степен да предава на човек кој што ќе стекне 7-1 степен. Муабетот ми беше за методика по ОТП. 96-97 учебна година Министерството за образование и физичка култура, министерката Софија Тодорова, носи решение со кое што предметот ОТП од 1 до 4 одделение се брише од наставниот план. Значи не постои. А ние изучуваме методика по тој предмет. И сега видите, се обраќаме до ректоратот и ректоратот го вели следново. Постои поставка, постои процедура, вие ќе го учите предметот. И јас сега треба да слушам методика на ОТП и наредниот семестар треба да отидам да држам час во училиште пред мојот ментор и пред мојот професор. И кога ќе отидам таму и ќе се обратам до педагогот, директорот или наставникот, треба да држам час по ОТП. И тој мене што ќе ми каже, ти си ненормална. Тој предмет одамна не постои. Мислам, голем апсурд со кој што ние се соочуваме. Друго, предметот основи на музичка култура со методика. И го предава професор со 7-1 степен, а истиот предмет може да ни го предава доктор на науки. Зашто ние да трпиме заради тоа што нели затекнатите професори требале да предаваат според универзитетската управа? Тие си имаат статус нели на вработени се до 2002 година и како такви ќе им бидат професори и предавачи нели во виша школа на студентите кои што се запишале учебната, последните студенти 94-95 на педагошка академија, затоа што истите тие до 2002 треба да дипломираат. Што значи тие затекнати професори се однесуваат на студентите од педагошка академија. Во тој период, доколку тие нели магистрираат или докторираат, би можеле да се префрлат на педагошки факултет, што е случај со повеќе професори кај нас на факултетот. Муабетот ми беше што, ете, поради тоа. Сега да направиме една споредба во продеканот за настава, што морам да